Почитуван заменик председателе, почитувани колешки и колеги пратеници, почитуван заменик министер. Сакам повторно да истакнам на почетокот на излагање, како што спомнав и Комисијата за труд, во Комисијата за труд и социјална политика, дека ми е исклучително драго што слушаме од сите пратенички групи дека се за зголемување на минималната плата и дека ќе гласаат за овој закон, затоа што факт е дека кога се случуваа последните измени и кога го имавме последниот раст на минималната плата во 2019 група, пратеничката група на ВМРО ДПМН не ги поддржа тие измени, тогаш не ви текна да го поднесете овој амандман, не ви текна ни нели да го поддржите зголемувањето на минималната плата тогаш. Слушнавме денес многу убави изјави со кои што се сложувам, дека треба да се има одговорност кон работниците, дека достоинството на работниците треба да ни е светост. Веројатно тогаш во 2019 не сте размислувале така, меѓутоа ова е напредок. Но она што веднаш после секоја изјава следи, се изјави како овој предлог закон е дискриминирачки, ќе направи хаос и чист популизам. Дури се спомна дека работа по однос на овој закон ќе има и Комисијата за заштита од дискриминација. И ве охрабрувам да се обратите до Комисијата за заштита од дискриминација, затоа што сега имаме таму професионалци и експерти. Сега веќе членови во таа комисија не се најголемите дискриминатори, не ги чуваат представките во фиока, така да ако има основ ќе постават. Така да, значи, имате една конзистентност во пратеничката група, секогаш кога се зборува за зголемување на минималната плата во изминатиот период, да креирате една атмосфера на несигурност, неизвестност, страв, некакви најави за хаоси, за штрајкови, хаос во јавниот и приватниот сектор. И неизбежно се поставува прашањето, ако овој предлог закон ќе направи хаос и е дискриминирачки, како тоа ќе гласате и ќе го поддржите ова законско решение? Истата реторика, било кој да направи наедноставно пребарување на Google, ќе ја види истата дискусија и истите поенти и 2017 и 2019 и сега. Буквално истата дискусија. И затоа сакам за јавноста чисто да изнесам некои факти што се случи после зголемувањето на минималната плата во 2019 година, затоа што и тогаш на сите страни се предупредуваше за некаква урамниловка, за незадоволство кај вработените, за немање мотивираност и слично. Па еве што се случи. Се случи раст на просечната плата, ноември 2017 била 23.196 денари, ноември 2019 била 25.787 денари, декември 2021 е веќе 29.943 денари. Што друго се случи? Ги спомнавте вработените во градинките. Се случи веднаш во 2017 година да се зголемат коефициентите на сложеност за работните места во градинките и тоа веднаш да доведе до зголемување на платите. Се случи во 2018 година раст од 5% на платите во градинките. Во 2019 се случи како никогаш претходно раст од 16% на платите во градинките, дополнителни 5% во тој септември, и уредување во колективниот договор што се потпиша со СОНК на платите на помошно-техничкиот персонал. Така да се случи да во нето износ платата на воспитувачка во градинка се зголеми за скоро 6.000 денари. Се случи како никогаш претходно покачување на платите на социјалните работници за 27.000 денари или негде 4.000 денари нето. Се случи 20% покачување на платите во образованието. И тоа е факт. Се случи покачување на платите на 210 вработени во јавните научни установи за 25% и исплата на минат труд. И се случи за прв пат колективен договор во високото образование, кој што значеше 10% изголемување на платите и исплата на минат труд на сите институции, нешто што дотогаш беше пракса само во некои од институциите. И при тоа се случи намалување на стапката на невработеност. Споредбено, ако 2016 последното тримесечие била 23,1%, последното тримесечие 2021 година изнесува 15,7%. Колешката пред мене
И многу ми е драго што цитираше едно истражување што го објави ФЕС минатата година за ефектите од зголемувањето на минималната плата што се случија во 2017 година, кога се зголеми на 12.000 минималната плата. И апсолутно ми е драго и јас сакам да го повторам она што го потенцираше колешката, а што можете да го прочитате сите во таа анализа, дека ефектите од зголемувањето на минималната плата немале негативни ефекти по работењето на македонските фирми и при тоа се анализирани фирми од сите сектори. Конкретно, покачувањето на минималната плата не довело до отпуштање на работници, не влијаело на платите на другите работници кои не се на минимална плата и не влијаело на ефикасноста на фирмите. Но од друга страна анализираат еден многу значаен ефект кој што го имала зголемувањето на минималната плата, а тоа е зголемувањето на продуктивноста. И оттаму влечат два заклучока. Првиот, дека не треба да има стравувања, дека идни покачувања на минималната плата ќе имаат штетни ефекти на работењето на фирмите, а втората работа, дека е обратно. Минималната плата и низиното зголемување може да бидат инструмент за подобрување на продуктивноста во фирмите. Затоа што се разбира дека не можеме да очекуваме да имаме мотивирани и продуктивни работници кои што земаат плата која што не е задоволна да ги задоволи потребите за живот. И апсолутно не знам од каде го влечете тоа тврдење дека некој тука рекол дека ќе се реши сиромаштијата во државата со зголемувањето на минималната плата 18.000 денари. Апсолутно е неточно. И се согласувам со колегата Бране дека тоа е многу комплексна тема. Меѓутоа, и текако зголемувањето на минималната плата ќе влие на подобрување на стандардот на една категорија која што се нарекува сиромашни вработени. Во делот на оние што се невработени се случи и уште трае имплементацијата на социјалната реформа. Беше спомнато дека член на семејство што е во социјален ризик живее со 2000 денари месечно, немојте ве молам, цело семејство живееше со 3000 денари месечно. Да не зборуваме сега за социјалната реформа, за таа реформа имаме потврда од сите меѓународни организации дека е спроведена така како што треба. Она што цело време го повторувате, тие амандмани кои што ги предложивте за скалесто зголемување на платите, и знам дека знаете дека не се правно издржани и дека цело време, дури и писмото што го прочитавте од едни од синдикатите, бараше да се регулираат другите плати во посебните закони. И тоа го велиме, дека овој закон утврдува висина на минимална плата. Другите дека треба да ги решиме во матичните закони и во колективните договори. И сега, мислам, неизбежно е тука да не го спомнеме законот односно предлог измените за законот за наставници и стручни соработници. И тука да забележиме една голема неконзистентност. Значи, пред недела дена, вие рековте на прес, колешката со која што бевме заедно на дебата рече дека ќе поднесете идентичен до запирка закон, за да покажете дека не сте против зголемувањето на платите на наставниците и стручните соработници, за да изминативе денови тврдите дека со тој закон не се покачуваат всушност платите на наставниците и стручните соработници, па прашањето во кој момент се манипулираше јавност и наставниците, дали тогаш или сега. Неколку пати беше повторено и Сабајле го слушнав тоа дека пари во буџетот има ако не се крадело. Епа ви благодарам за признанието дека крадењето е причина што жените во текстилните фабрики до 2018 година земаа 6.000 денари плата. И да, апсолутно дека пари има и мора да има пари за граѓаните и токму затоа што многу пати го споменавте Министерството за образование, споредбено во 2019 година буџетот на Министерството, односно 2017 се извинувам, буџетот на Министерството за образование изнесуваше 19 милиарди, оваа година изнесува 25 милиарди. И затоа има пари за дупло зголемување на износите на стипендиите, за враќање за стипендиите за постдипломците, за прв пат во државата воведување на стипендии за докторанти, за да ги задржиме младите и да им помогнеме на факултетите да креираат кадар. Затоа има пари да се воведе субвенциониран студентски оброк, затоа има пари да се воведат стипендии за дуално образование, за да се потикне средното стручно образование и да се одговори на пазарот на труд. Затоа има пари за големиот број капитални проекти во училиштата со цел да обезбедиме подобри услови за нашите деца, а впрочем и градоначалниците нови да имаат што да стават во своите отчети. Така да ќе повторам, никој овде не тврди дека со минимална плата од 18.000 денари ќе се решат проблемите на граѓаните. Меѓутоа, исто така не сме да негираме дека значи
подобрување на стандардот на граѓаните. И дека не е коректно, ние сите тука земаме плата неколкократно повисока од минималната плата, да им зборуваме на семејствата кои живеат од минимална плата, дека ништо не значат тие 3000 денари и дека апсолутно било исто. Така да, апсолутно дека сите мерки што се во интерес на граѓаните мора да продолжат и мора да продолжат баш во услови на криза, затоа што тогаш треба да се инвестира најмногу во граѓаните. Ви благодарам.